Здраво, ученици! Јас сум Татјана Јовановска, наставник по математика во Средно економско училиште Јане Сандански и Средно техничко училиште Георги Наумов во Битола. Целта на денешната видео лекција е да се запознаеме со поимот за логаритам и логаритмирање. Од веќе изученото, вие сте запознати со операцијата степенување, што ја користиме за да најдеме вредноста на даден степен. Например, 2 на 5 се наоѓа кога 2 ќе се помножи сам со себе 5 пати. Вредноста на дадениот степен е 32. Исто така сте запознати и со операцијата коренување. Во равенството x на 5 еднакво на 32 забележуваме дека променливата е во основата, односно основата е непозната. За да најдеме основата, ја користиме операцијата коренување. Што ќе се случи кога во едно равенство како следново 2 на x еднакво на 32, забележуваме дека променливата е во степеновиот показател. Од експоненцијални равенки и дел од тоа како се решаваат, ние вршевме изедначување на левата и на десната страна, односно ги представувавме степените со еднакви основи. Со изедначување на основите следуваше дека и степеновите показатели се еднакви, односно ја добивавме вредноста за степеновиот показател. Во множеството на реални броеви, ваквите равенства, како 2 на x еднакво на 32, имаат единствено решение. Тоа не важи само за степен со основа 2, важи за сите равенства од облик а на x еднакво на b, каде што а е поголемо од 0 и е различно од 1 и b е поголемо од 0. Сите вакви равенства ќе имаат едно и единствено решение. Токму тоа решение се вика логаритам на бројот b за основа а. Ознаката е следна: логаритам на b за основа а. Постапката за наоѓање на вредноста на логаритмот се нарекува логаритмирање. Да дефинираме. Логаритам на позитивен реален број b при основа а си има своја рестрикција, реален број x, со кој треба да се степенува основата а за да се добие бројот b. Ова е математичкиот запис на дадената дефиниција, кој што често ќе го користиме при решавање на задачи. Во дадениот запис а се нарекува основа, b се нарекува логаритмант. Би сакала да видиме неколку примери. Пред да ќе видиме примерите, да кажеме уште дека во множеството на реални броеви не постои логаритам од 0 или од кој било негативен број. 3 на четврта еднакво на 81. Ова е степен и неговата вредност. За да запишеме во форма на логаритам, да видиме прво која е основата. Основата во дадениот степен е 3, таа се запишува на местото за основата, логаритмант е вредноста на дадениот степен, го запишуваме тука и 4 е степеновиот показател, односно експонентот. Би прочитала дека 3 на четврта е 81, односно логаритам од 81 за основа 3 е 4. Истото е во следниот пример, 2 на минус 5 еднакво на 1 врз 32. Да го запишеме во логаритамска форма, тоа би било логаритам од 1 врз 32 за основа 2 еднакво на минус 5. Основен логаритамски идентитет е идентитетот од левата страна, кој што ќе го користиме во повеќе задачи. Значи а на степенов показател логаритам од b за основа а еднакво на b. Еден пример со примена на основниот логаритамски идентитет, 6 на логаритам од 5 за основа 6 ќе ни биде 5. Степенувањето е инверзна операција на логаритмирањето. Да го запамтиме ова, ќе ни треба при различни задачи кои што ќе вклучуваат инверзни функции. Во наредните неколку примери ќе пробаме да речеме различни изрази кои што ќе содржат логаритми. Например, 4 на степен логаритам од 3 за основа 2, ќе пробаме да го примениме основниот логаритамски идентитет за да ја најдеме вредноста на овој израз. Забележуваме дека во логаритмот основата ни е 2, додека исто така 4 може да се запише како степен со основа 2.
го запишуваме како 2 на втора по логаритам од 3 за основа 2. Горе, кај што се појавува множење, знаеме дека важи комутативното својство, што значи прво би можела да запишам 2 на логаритам 3 за основа 2, за да може да го применам основниот логаритамски идентитет, а потоа сето тоа да биде степенувано на квадрат. Од тука вредноста е 3, 3 на квадрат е еднакво на 9. На тој начин ја добиваме вредноста за дадениот израз. Дали логаритам од 8 за основа 64 е еднакво на 1/2? За да извршиме проверка на ова равенство, би ја запишале левата страна на равенството во експоненцијална форма, односно во вид на степен, ќе го решиме и ќе видиме дали ќе ни даде вредност 8. 64 на 1/2 знаеме од тоа како се запишуваат степени со рационален степенов показател, дека броителот е степенот, именителот е кореновиот показател. Квадратен корен од 64 е 8, што значи овде равенството е точно. Да пресметаме колку е логаритам од 1 за основа 6. Ако предпоставиме дека на местото на прашалникот стои x, тогаш 6 на x-та ќе ни биде еднакво на 1. Ова преминуваме од логаритамска форма во експоненцијална, односно го запишуваме дадениот израз во вид на степен. 6 на x-та еднакво на 6 на 0. Вршиме замена за единицата, 1 го запишуваме како 6 на 0. Исто како претходно, кога повторувавме, ако основите од двете страни се исти, на степените тогаш следува дека и степеновите показатели се еднакви. Да го пресметаме x, односно колку е логаритам од a по трети корен од a врз корен од a за основа a. Запишуваме во вид на експоненцијална форма. a на x-та еднакво на, од десната страна го запишуваме логаритмандот. a на x-та еднакво на, овде, бидејќи имаме работа, операции, степени со еднакви основи, ќе извршиме собирање на степеновите показатели таму каде што степените се множат, а одземање на степеновиот показател таму каде што треба да се врши делење на степените. Откако ќе пресметаме, односно ќе го средиме изразот со дробките, добиваме дека a на x-та еднакво на a на 5 шестини. Од тука следува дека x е еднакво на 5 шестини. Да ја најдеме основата во дадениот израз со логаритам. Логаритам од 64 за основа еднакво на 3. Ја запишуваме во експоненцијална форма. Основа е, степенов показател е 3. А на трета еднакво на 64. А на трета еднакво на, бараме кој број, степенуван на трета е 64, тоа е 4. Сега, тука имаме еднакви степенови показатели, што значи основите ќе ни бидат еднакви. Неколку други примери, исто така, кои што ќе ги решаваме со помош на основниот логаритамски идентитет и запишувањето од логаритамска во експоненцијална форма. Логаритам од x за основа 2 корен од 5 еднакво на 2. Знаеме од дефиницијата за логаритам дека логаритмандот се добива кога основата ќе се степенува на дадениот степен. 2 по корен од 5 на втора, прво да извршиме степенување. Се степенуваат, како се степенува производ, секој од множителите се степенува одделно, а потоа се множат. 2 на квадрат ни е 4, додека корен од 5 на втора ни е 5. 4 по 5 е 20. Исто и наредната задача, логаритам од x за основа корен од 3 врз 2 е еднакво на 2. За да најдеме колку е вредноста на x,
корен од 3 врз 2 го степенуваме со 2 степенов показател, односно корен од 3 врз 2 на втора. Како кај множењето, исто и кај делењето, секој од броителот и именителот го степенуваме одделно. Корен од 3 на квадрат е 3, 2 на квадрат е 4. Наредната задача бара да се докажат идентитетите. Првиот, односно под А, идентитет е дека логаритам од А за основа А е еднакво на 1. Ова едноставно се докажува само со примена на дефиницијата. Основата ја степенуваме на степеновиот показател, односно А на прва, треба да ни даде А, тоа што е логаритмантот. Под Б, логаритам од А за основа А на М-та е 1 врз М. Исто запишуваме во експоненцијална форма. Основа овде е А на М-та, А на М-та, кога ќе ја степенуваме на 1 врз М степенов показател, се добива А на М-та по 1 врз М. При степенување на степен се множат степеновите показатели, М со М ќе се скратат и се добива А, односно она што е логаритмант во дадениот логаритм. Наредните неколку идентитети кои што ќе ги користиме понатака за решавање на задачи, би оставила да пробате да ги решите сами. Односно да го примените или основниот логаритамски идентитет, или да ја примените само дефиницијата за тоа што беше логаритам. Како? Кога е запишан како степен, може да се запише како логаритам. В, Г и Д ве ги оставам за вежбање. Многу често во задачи, сега ќе видиме ќе го користиме ова идентитетот под В. Равенствата да се запишат во логаритамска форма. 1/4 на минус 3 еднакво на 64, 7 на 0 1, корен од 2 на минус 2 еднакво на 1 половина. Јас би го запишала само равенството под А, односно, веќе е познато, 64 е логаритмант, 1/4 е основата на степенот, додека со логаритмирање нели се добиваше степенов показател, од овде го читаме степеновиот показател, тоа е минус 3. Да пресметаме вредноста на логаритамот. Еве неколку задачи, јас ќе речам една, додека другите ќе ви останат за вежбање. Нека тоа е задачата под Г. Логаритам од трети корен од 100 за основа 0,1. Целта на задачата е да најдеме колку е ова x, односно кој е степеновиот показател. Првото нешто што би направила е би го запишала и логаритмандот и основата со основа 10. 1 врз 10 ја запишуваме основата, додека го презапишуваме логаритмандот, така што ќе одиме наместо корен, ќе користиме рационален степенов показател. Тоа е еднакво на x. Потоа, еве го делот каде што се запишуваме со основа 10. 1 врз 10 е 10 на минус прва, 100 на 1/3 е 10 на 2/3, заради тоа што 100 е 10 на втора и веќе имаме 1/3. Ова е еднакво на x. Сега ќе запишеме во експоненцијална форма. Основа не е 10 на минус прва, степенувата на степенов показател x треба да ни даде 10 на 2/3. Откако ќе средиме, добиваме дека минус x се добива заради тоа што степен се степенува на тој начин што се множат степеновите показатели. Минус 1 по x е минус x. Еднакво на, од другата страна, повторно имаме степен со основа 10, што значи го земаме степеновиот показател, за да ги изедначиме двата степенови показатели. Минус x е еднакво на 2/3, кога ова равенство ќе се помножи со минус 1, се добива дека x е еднакво на минус 2/3. Видиме да пресметаме вредност на даден израз кој што содржи логаритми. Прво, би сакала да ги пресметаме овие логаритми еден по еден одделно, потоа ќе се вратиме во равенството и ќе ги ставиме вредностите што ќе ги добиеме на нивните места. Логаритам од 25 за основа 5 нека е x. Тогаш 5 на x би било еднакво на 25, 5 на x би било еднакво на 5 на втора, x би било 2. Истото и за другите два логаритми.
И добивме вредностите за логаритмите во дадениот израз. 2, 3 и 3. Да го пресметаме. Со замена на дадените вредности, за дадениот израз се добива дека има вредност 9. Задача за вежбање, која што се решава на идентичен начин како претходната, е следнава. Ке си ги одделите настрана логаритмите, ке ги речите, потоа ке се вратите во дадениот израз и ке замените. Се надевам ви доловив што значи логаритам и некои од основните задачи кои што се решаваат со дефиницијата за логаритам и со основниот логаритамски идентитет. Ви благодарам за вниманието. До гледање.